Македонија успешно издаде еврообврзница со историски убедливо најниска каматна стапка од 2,75%. Интересот на инвеститорите беше огромен. Тие беа подготвени да вложат над 3,5 милиарди евра. Ова е најцврст можен доказ дека меѓународните инвеститори веруваат во перспективите на македонската економија и долгорочната стабилност на земјава. За споредба, претходните 5 еврообврзници беа издадени по значително повисоки каматни стапки, кои се движат помеѓу 3,975% и 9,875%. Односно, нивната пондерирана просечна каматна стапка изнесува 5,34%. Со дупло пониската каматна стапка од 2,75% постигнуваме заштеди по камати во вкупен износ од околу 90,6 милиони евра во однос на случајот ако се издадеше еврообврзница на истиот износ и рочност, но со повисоката просечна каматна стапка. Приливите од еврообврзницата ќе се користат главно за покривање на буџетскиот дефицит. После ковито, тие ќе бидат користени меѓу другото за повисоки плати и инвестиции во образование и здравството, подршка на домашните и странските предпријатија, зголемување на средствата во одбраната заради приближување до НАТО стандардите, интензивирање на капиталните инвестиции и слично. Покрај ова, со еврообврзницата ќе бидат вратени и претходно направени долгови. На 29 јануари ќе се отплати првата рата од PBG кредитот земен во 2013 година во износ од 95 милиони евра. Исто така, ги искористивме поволните услови на меѓународните пазари и срушивме дел од огромниот зид на долгови со кој се соочува Македонија во 2020 година. Пред време вративме 1/3 од еврообврзницата од 270 милиони евра издадена во 2015 година, која достасува во декември 2020 година и чија што каматна стапка на издавање изнесува 4,875% и е значително повисока од каматната стапка на ново издадената еврообврзница од 2,75%. Со ова го намаливме долгот кој достасува во 2020 година и обезбедивме значително понизок ризик од рефинансирање. Македонија првпат во историјата направи ваква операција на предвремено враќање на дел од еврообврзница, со што влеговме во редот на развиените земји каде ваквата проактивна политика на управување со јавниот долг е редовна практика. Со оглед на тоа што со еврообврзницата враќаме речиси 200 милиони евра претходно наталожени долгови, нето задолжувањето со оваа еврообврзница изнесува околу 300 милиони евра. На крајот, дозволете ми да им се заблагодарам на вработените во Министерството за финансии и другите институции кои со месеци напорно работеа на овој процес. Особена благодарност сакам да искажам до гувернерот на Народната банка на Македонија, со кого заедно пред меѓународните инвеститори ги представувавме перспективите на македонската економија. А секако, многу важна улога одигра и потесниот тим во Министерството за финансии, кој дури ги жртвуваше и празниците, за да ја реализираме еврообврзницата во период кога сметавме дека е најголем интересот на меѓународните пазари. Без нив немаше да биде возможен овој резултат на историски убедливо најниска каматна стапка, во кој претходно не веруваше речиси никој, ни во ни надвор од Македонија. А еве, пред да влезам на пресод, ми покажа дека денес на Блумберг пофално се пишува за остварениот резултат. Сега повелете со прашање. Кој би почнал? Само со микрофон ве молам. Ивана. Инаку може требаше да кажам и на почетокот, еве тука покрај Јована со мене и Рилин Кабаши, кој што е еден од најзаслужните за остварениот историски убедливо најниска цена која што практично ќе плаќа Македонија. Министер, додека бевте во опозиција, обвинувавте дека претходната влада земала кредити и се задолжувала за плати и пензии за администрацијата. Сега велите дека овие пари ќе бидат искористени за повисоки плати повторно за администрација и за сигурно и за подмирување на пензиите. Имам некои битни разлики. Прво, тоа е цената на задолжување.
Значи не е исто дали цената на евроврзницата ќе биде 4, 5, 9% или ќе биде 2,75% како што е со оваа ново издадена евроврзница остварена. За прв пат со оваа каматна стапка Македонија има стапка практично на камата која што е пониска од очекуваниот раст на економијата и тоа значи дека растот би требало да го намалува долгот. Тоа е успешно менаџирање на јавниот долг. Исто така, за трошењето на средствата со оваа евроврзница нема да се користи за непродуктивно трошење на пари, како што беше во минатото. Тоа за споменици, жални врби, за и останати непродуктивни трошења, градење на фасади. Напротив, ние предвидуваме за жал и да враќаме делот на таложени обврски дури за такви намени, но да враќаме долгови на државата и да ги употребиме продуктивно, како што кажав, за зголемување на плати, инвестиции во образование и здравство, за интензивирање на капиталните инвестиции. Ние покажавме дека имаме капацитет дури за краток период, за неколку месеци да реализираме историски највисоко ниво на капитални инвестиции, секако дека дел од парите ќе се употребат и за зголемување на средствата во одбраната заради постепено достигнување на НАТО стандардите. Може да ни објасните кои ќе бидат капиталните инвестиции, бидејќи плати во образованието не се капитални инвестиции? И во одбраната, и субвенциите, и за инвеститорите. Еве, пак да направам споредба со претходната, не сакам да ги бранам, туку чисто правам. Парите од претходната евроврзница беа земени за автопатишта. Порасна цената, тоа е нивни проблем сега. А сега, што ќе градите вие, што ќе правите со овие пола милиарда евра? Апсолутно не, туку патиштата се градат преку предпријатието за јавното предпријатие за патишта кое е излечено од буџетот. Ако прашувате за претходната власт, и тоа беа кинески кредити. Што ги правите со овие пари? Значи, со тоа што е предвидено да се користи евроврзницата, значи ние на најтранспарентен начин го буџетиравме, е одобрено од страна на Собранието на Република Македонија, е изгласано од страна на Собранието, ние во буџетот имаме определено како и каде ќе се трошат средствата. Значи, јасно ставивме во буџетот дека ќе одиме со еврообврзница ако обезбедиме ниска цена која што ќе ја плаќаат македонските граѓани. Ние за среќа и бевме успешни, обезбедивме најниска можна цена. Јас верувам дека никој во Македонија не никој не веруваше дека може да се оствари таква цена и сакам да уште еднаш да го потенцирам тоа дека е важно. За прв пат Македонија со една еврообврзница има каматна стапка која што е пониска од проектираниот раст на економијата во 2018 година. Министре, се извинувам. Ама, значи, кога ќе го погледнете буџетот, вие знаете дека средствата во буџетот се определени за последно покривањето е за покривање на буџетскиот дефицит и отплата на стари долгови. Буџетскиот дефицит е создаден за бидејќи Македонија повеќе троши од што има приходи. Оваа влада се реши за дополнителни мерки, како што се нешто што ќе биде добро на економијата, тоа се раст на платите во здравство, во образование. Потоа се реши за поддршка на домашните предпријатија многу посилна. Се реши за интензивирање на капиталните инвестиции. Тоа се средствата, иако во буџетот секако дека нема линии точни линии кои што тоа го определуваат, но ова е буџетскиот дефицит. Министре, значи, кога дојдовте на позицијата, ветивте транспарентност и консултации со пошироката јавност пред да влечете, како влада да повлечете било какви потези што се од интерес за граѓаните и во поглед на јавните финансии. Значи, после зголемувањето на акцизата, ова е исто еден вид на постпразнично
да не кажам шокирање на јавноста, значи дозволете. Значи повторно изненадена јавноста после празниците непосредно ние дознаваме, иако било објавено во службен весник, значи целата јавност дознава пола милијарда евра задолжување. Дали е ова во контекст на вашите заложби кога дојдовте на позицијата? Благодарам. Значи, и тука има неколку работи што морам да ги кажам. Прво, еврообврзницата е буџетирана во буџетот на Република Македонија, дури и е изгласана и одобрена од Собранието на Република Македонија. Јас лично на повеќе пресконференции сум кажувал дека Македонија ќе влезе во операција на издавање на еврообврзница која ќе се обезбеди најниска можна каматна стапка која што ќе плаќаат граѓаните. И ние тоа го направивме. Оценивме дека е моментот и го направивме. Следно нешто. Одлуката беше најтранспарентно објавена во службен весник и ние влеговме во практично во реализација. Зошто го одбравме периодот да биде почетокот на јануари, бидејќи ние правевме многу време анализи и ценевме дека на крајот на декември доаѓа до намалување на интересот на меѓународните инвеститори, а дека нивниот интерес е особено зголемен на почетокот на годината во јануари и се одлучивме да реализираме еврообврзница. Јас само што слетувам од пат и веднаш дојдов да направам еврообврзница, практично да одговорам на сите ваши прашања. Секако дека ќе се сложите со мене дека за многу претходни еврообврзници апсолутно немало нити пресконференции по завршувањето значи јас секогаш сум бил отворен и сум зборувал за нашите ставови. Ако некој смета дека тоа што сме го зборувале јас лично дека не е обезбедена ниска каматна стапка, ве молам нека го каже тоа. Мислам дека е клучно. Ние имаме, обезбедивме, значи во буџетот јасно стои дека Министерството за финансии треба да ги обезбеди потребите за финансирање на буџетот. Секако дека требаат по најниска можна цена. Ние тие ги обезбедивме по најниска можна цена. Ако ние направевме пресконференција на недела, на 10 дена пред реализацијата, тоа ќе беше ценовно чувствителна информација. Можевме да влијаеме лошо на цената која што на крајот ќе ја платат македонските граѓани. Министре, бидејќи беше наведено во буџетот дека една од капиталните инвестиции со која што и основна инвестиција е гасификација на Македонија, исто така развој на железничка инфраструктура, дали можеби дел од парите ќе се искористат во овие проекти и меѓу капиталните инвестиции е и довршувањето на почнатите автопатишта? Апсолутно, значи во буџетот се предвидува интензивирање на процесот на гасификација, посебно во буџетот се сериозно зголемени средствата кои што треба да го забрзаат експроприација на земјиштето, исто така има средства од заеми кои што ќе интензивираат гасификацијата. Околу автопатиштата дел се во буџетот, а како што кажав претходно, значи дел посебно тие кинески заеми кои што ги земала претходната власт, повеќето се во јавното предпријатие за државни патишта. Толку прашања претпоставувам или има уште? Министре, само денеска дел од аналитичарите економски има поприлично силни реакции на социјалните мрежи, но испратија и соопштенија. Еве, ќе потенцирам едно во контекст на прашањето и на Ирена и на Нина, се надополнува. Financing, например, цитирам, општо и остро се спротивставија на понатамошното користење на флоскулата средствата за еврообврзница да се користат за буџетски потреби и велат дека разбирливо е во техничка смисла овие средства да се слеат во буџетот и ќе се користат за намирување на обврските, како што тие доаѓаат, но концептуално во смисла, значи бараат граѓаните да знаат точно за што ќе се користат овие пари, за да не ни се случува како во минатото парите додат на места каде што не биле ни планирано дека ќе отидат и исто така побараа јавно, односно да се каже, да се отвори една широка дебата во врска со капиталните инвестиции, односно каде би требало да се насочат тие пари. Дали ќе направите нешто такво затоа што и цело време зборувате дека ќе бидете транспарентни? Апсолутно сме транспарентни. Видовте овој резултат кој што е постигнат
на меѓународните пазари, значи е дел и заради нашата отвореност и транспарентност. Меѓународните инвеститори, ова се најмокните, најголемите, најсилните финансиски институции во Европа, во светот, дел се и во Америка, значи препознаа дека во Македонија се случуваат реформи, препознаа дека одиме напред и не случајно практично остваривме таква каматна стапка. Околу барањето на financing, сега во основа тоа е или од непознавање на буџетскиот процес, како е кај нас законскиот буџетски процес, или тоа значи дека тие бараат во иднина да се променат законските процеси во кои што другше ќе се дефинира како ќе се користат буџетскиот дефицит и приливите од надворешно задолжување. Која еврообврзница ќе биде исплатена сега до крајот на јануари и колку е вредноста? Извинете, што? Која еврообврзница ќе биде исплатена до крајот на јануари и која е вредноста на таа? Со камата или? Значи, ние паралелно направивме откуп на еврообврзницата која што, значи дел, 1/3 од еврообврзницата која што доспева во 2020 година, тоа е вкупниот износ на таа еврообврзница е 270 милиони евра. Беше 2015. Да. Не е таа е друга. Не, која е нашата идеја? Тоа го кажавме и со буџетот, еве ја повеќе пати сум го повторувал. Во Македонија 2020 година, извинете само, 2020 година имаме практично се сочуваме со зид. 2020 е таа еврообврзница беше, сега ние срушивме тој дел од зид. Значи од 270 милиони евра плюс постои PBG кредит, втора рата, сега ние враќаме на 29 јануари првата, од 95 милиони евра, потоа ни следи 155 милиони евра 2020 година, втора рата. И во 2021 година треба да вратиме 500 милиони евра од евроврзница. За да направиме, ова се главници, каматата е плюс. Значи, за да вратиме, односно да го намалиме ризикот од рефинансирање, ние земавме и дел од тие обврски, дел од кои што биле направени во претходниот период, ги вративме. Со тоа, ризикот од рефинансирање го намаливме. Остваривме ваква поволна каматна ставка и меѓу другото, бидејќи и меѓународните пазари видоа дека имаме капацитет проактивно да управуваме со нашиот јавен долг. Бизнисмените пак ви забележуваат спротивно на експертите дека многу доцна ја земате евроврзницата. Овие пари би можеле да влезат претходно во нивните планови за оваа година, бидејќи дел од овие средства ќе бидат потрошени и за наплата на долгот кон нив. Рековте од Скопје 2014 делови што не се наплатени, ќе биде тоа наплатено. Дали можеше претходно да се земе по оваа цена, оваа евроврзница? Тоа што може да отиде према нив е буџетирано во буџетот и изгласано од собранието. Ние повеќе од тоа што собранието одобрило и не можеме да направиме. Тоа е прва работа. А втора, кога го управувате со јавниот долг и знаете дека имате голема обврска за враќање, која доспела на 29 јануари, најдоброто што може да го направите е да позајмите блиску до таа обврска. Бидејќи во спротивно, ќе треба да плаќате камати, да држите некои средства, а ние вака ја земаме, правиме и откуп, имаме многу блиску и реализација на долг, со тоа што цената повторно што ќе ја плаќаат граѓаните ќе биде најдобра. Јавниот долг? Можете да ги соберете еврообврзниците. Ние ги имаме ние ги имаме објавено вчера во соопштението, ги има сите еврообврзници, ги има кои се гладниците, која е каматната стапка. Предпоставам дека тоа е тоа.
Ви Добро, благодарам. други прашања? Уште една. Има. Министре, Веројатно. дали беше неопходно ова задолжување? Сега, и ова е едно од прашањата. Вие, значи, во буџетот имаме, кој што е изгласан од Собранието, имаме буџетски дефицит, значи од околу 300 милиони евра, и исто така имаме наталожени долгови од минатото кои што ние треба да ги сервисираме. Вкупните потреби за финансирање во 2018 година изнесуваат 40,9 милиарди денари. Тоа можете да го видите во буџетот. Сега, прашањето е дали мораше да одиме со еврообврзница или можеше ова да го финансираме преку домашниот пазар. Значи, ако дека Министерството за финансии според закон за буџет морал да го направи, ако е тоа окей, дали сме можеле да одиме на домашно задолжување. Тука прво треба да еве која беше нашата логика. Ние, со тоа што излеговме на меѓународниот пазар, сакавме да оставиме дел од слободни средства кај банките, кај финансиските домашни институции, кои што во 2018 многу повеќе ќе бидат употребени за финансирање на предпријатијата, за економијата повеќе да се движи. Ние веќе, исто така на почетокот на јануари, објавивме одлука во која што нето домашното задолжување го намаливме за 100 милиони евра во однос на 2017 година. Тоа се, веројатно, дополнителни сериозни средства кои што ќе останат во домашната економија. Исто така, многу е важно, и ова е веројатно едно од исто така важните причини, е што остварената каматна стапка на ново издадената еврообврзница од 2,7% е пониска од каматните стапки на домашниот пазар. Например, 5-годишната обврзница со девизна клаузула на домашниот пазар има каматна стапка од 2,5%, а 10-годишната обврзница со девизна клаузула на домашниот пазар има каматна стапка од 3,2%. Ова значи дека таков инструмент на домашниот пазар, 7-годишна обврзница, би имала вредност, цена малку повисока од онаа што ние постигнавме на меѓународниот пазар.